Во време кога тензиите меѓу САД, Иран и Израел ја креваат температурата на Блискиот Исток, светот се прашува дали сме на прагот на поширок регионален, но и не само регионален судир. Дали станува збор за воена ескалација или за судир на геополитички стратегии, религиски наративи и безбедносни доктрини. Во директно разговараме не за тоа кој има повеќе оружје, туку како се гради и се распаѓа безбедноста, каква е улогата на религијата во современите конфликти и дали мирот е воопшто реална опција во ваква поставеност. Мои гости се Лидија Георгиева, професорка од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Добар ден, добре дојдовте во студиото. Благодарам. И професорот Башким Селмани од Државниот универзитет во Тетово. Добар ден и за вас, добре дојдовте. Професорке, најавивме дека има многу непознати во овој судир, особено во однос на тоа што доаѓа и како доаѓа. Но и ако треба да дадеме една генерална оценка на почетокот, дали беше нужно да дојде до ваков расплет на станите кој што води кон нови заплети? Не беше нужно да дојде до ваков настан за кој што денеска дискутираме, воена интервенција, особено затоа што во меѓувреме течеа преговори помеѓу Иран и САД во однос на нуклеарната програма и особено заради тоа што имаше и такви изјави дека биле на чекор до потпишување на договор. Со овој чин дипломатијата е ставена настрана сосема и тоа не е прв пат, тоа веќе покажува знаци дека дипломатијата во меѓународните односи не ги остварува ветувањата, не ги исполнува очекувањата на страните кои што се вклучени во вакви процеси. А јас сметам дека воената интервенција дополнително ќе ги усложни преговарачките позиции, доколку ги има воопшто во овој момент, со фактот дека и Иран и САД од последните изјави кои што ги слушнав одбиваат веќе да преговараат и да седнат на преговарачка маса, иако преку посредници веќе тоа го видов утринава дека на Иран му е понудено да седне на преговарачка маса, но немаме таков исход. Сега. Се чинеше дека убиството на ајатолахот носи една предност и во преговарачките позиции и се разбира во воено-политичката доктрина на САД и на Израел пред Иран и така се чувствуваше во првите 24 часа, да речеме, на судирот. Сега веќе доаѓаат и други тонови. Зошто? Фактички тој првиот дел беше успешен, но во самата суштина е комплицирано. Дојде во тој миг кога зборуваат оружјето и ракетите, значи законите и конвенциите излагат од функција. Заради тој проблем ние сега во меѓународниот план, зошто дали ова е дојдено случајно или е архитектирано да дојде до овој степен. Ако се основа врз основа на меѓународното право, значи е во суштина комплексот, бидејќи безбедноста на луѓето, безбедноста или меѓународната безбедност во однос на сите овие страни, фактички во глобалниот свет има одредени репозиции, така што се пореметени во меѓународните односи и од тие причини мислам дека во овој однос, ако се оди, има 4 системи кои ги чуваат меѓународните состојби. Прво е Интерамериканската конвенција, Интерафриканска, Европска и Емиратите, Арапска лига, која се вика. И сега третиот, глобалниот свет, кој создава и кои велисили сакаат да наоѓаат место и причини. Ова мислам дека е нелошо на човечанството и све што е употребено, посебно оружјето, мислим дека е намерно составено. Ако се оди во првиот дел. Во вториот дел, од 1878 година во американските држави, прв пат председателот да одлучува сам себе. Значи, ова создава внатрешни проблеми во САД и од тие причини мислам дека ќе биде уште полошо комплицирано во самото САД и во надворошниот план. Но од другата страна, ако ги гледаме реакциите од Европската унија и сите меѓународни влијателни
организации мислат дека што побрзо треба да се запира конфликтот или војната. А тука не гледаме дека може да се запира во текот на неделата, може да трае и повеќе. Што повеќе ќе трае, уште покомплицирано ќе биде безбедноста на Особено што глобалниот и свет. еве првите денови покажа, па дури и првите часови покажа дека конфликтот веднаш се проширува практично на целиот регион и на земјите што се пред се во соседството на Иран, кои што важат или во одредени сегменти се поддржувачи на САД, а во исто време станува збор за земји кои што припаѓаат на светот каде што исламската религија е доминантна. Како го толкувате тоа? Тоа е резултат на комплексноста на денешните конфликти. Нешто што и науката и политичарите треба да го сватат сериозно, затоа што тоа не се веќе оние класични воени действија, фронтовски или само кој е посилен и кој е помоќен да истроши повеќе оружје. Овие конфликти, имајќи го предвид и либискиот или интервенцијата во Либија, потоа интервенцијата во Венецуела, потоа и конфликтот, односно интервенцијата во Украина, покажува дека регионите се во многу мера нестабилни, дека тие влечат историски последици и нестабилност од минатото, кои што се нерешени и кои што малку недостига со интервенција да бидат потикнати или да предизвика дополнителна небезбедност. Тука се занемарува и еден многу важен дел кој што оди надвор од воените судири. Значи, идентитетските политики, политиките за легитимитетот на властите кои што обстојуваат во овие региони, потоа економијата и последиците од воените дејства врз економијата. Овој судир сега покажува дека вовлекувањето на регионалните држави во конфликтот, кои што сега се тврди дека се позиционира Иран само на капацитетите на Соединетите Американски држави, кои што воено, кои воените капацитети дека не влијаат врз стратегиските или критичката инфраструктура, економската или производството на нафта и газ во овој регион. Меѓутоа, самата интервенција веќе создава таква нестабилност и запирање на испораката на газ и на нафта, што предизвикува сериозни економски, не регионални само, туку и глобални последици. И тоа се покажа и на берзите, значи тука веќе има една многу широка димензија надвор од воената, надвор од религиската и интеррелигиската димензија, економската, социјалната, па и политичката димензија. Како го карактеризирате ова, како судир на цивилизации, судир на религии или судир на два различни света, или е само судир на интереси? Ја мислам дека сите постулати се поврзани меѓу себе. Ако се оди по религии, може да се види дека повеќе ги мобилизираат за конфликт и создаваат мобилизација за верски конфликт, а од другата страна се гледа дека е повеќе интереси. Ама интереси на велите сили, бидејќи од една страна тие сили сега се предиспозиционираат или направат друг обем на системот на глобализацијата. Значи, едно може да се анализира подетално. Ја мислам дека без САД светот поинако би изгледа. Зошто е така? Ево, видовме ние пред доаѓањето на Трамп, како беше светот, беше мирен, без никаков проблем. Доаѓањето на Трамп, сите ние стравувавме дека нешто ќе се дешава. Денеска убедени сме дека изгубена таа демократија која е чувствителна на светот и која им треба, бидејќи ние имаме одредени земји кои се империалистички, капитализации и така поред. Но во овој домен изгледа дека притисоците кои сака сад да ги чува мирот во светот, изгледа имаат и други земји, велите сили, кои одредена мера прават такви, да наречеме, сојузници, тајни сојузници, кои создаваат вакви конфликти. Доколку не седнат на маса да ги решават овие проблеми, бидејќи ако се доаѓа до употреба на атомот или атомската бомба, може до 13 пати да се уништува
целото човечанство. Ја заради тоа се пазнаме и не да може да дојде до употреба на атомските, дали намерно или ненамерно. Добро, гледам дека делот оваа војна се ракетите... води токму поради тоа да не дојде до употреба на атомските бомби. Ама никогаш не било оправданието за ама никогаш не интервенцијата било на САД и на Израел. Поблиско и до доменот за употреба никогаш не било до сега. Значи од тие причини и страхот и сериозноста на големите сили е во овој домен. Јас мислам дека Европската унија и сите земји убедени се дека само со војна ништо не се победува и светот не е во тој домен што може успешно да биде таа слобода донесена, бидејќи многу земји имаат контести меѓу себе. Ако се оди од големите сили, секоја држава меѓу себе има одредени несогласувања, може да ги користат. И јас убеден сум дека ние не знаеме сега од која страна кој кого напаѓа. Од каде, од која страна доаѓаат тие ракетите. Кој ги пушта? Ние викаме Иран, ами не е утврдено дека Иран ги пушта. Затоа, ако трае уште една недела или до 2 недели, светот уште повеќе ќе биде повеќе со ракети и не се знае кој кого напаѓа. Тука е проблемот и може многу брзо да се расшири и во другите светови. За колку време ова може да трае? Се разбира што е подолго дека ќе биде полошо за сите, меѓутоа ако ги следите и наративите кои што кружат или аналитичарите кои што можеби поблиску го гледаат, какви се наративите? И наративите се во смисол на предвидувања и сценарија за тоа како овој конфликт, како регионален, ќе се движи понатаму. Од една страна, мислам дека временската рамка што председателот Трамп ја даде дека може да трае од 3 до 5 недели, не е соодветна на она што го кажува стационирањето на силите и капацитетот на силите кои што е во самиот регион. Од друга страна, ниту пак изјавите на лидерите во Иран не даваат надеж дека тие сметаат на некоја краткотраен судир во овој конфликт. Посебно со тоа што сега и другите држави во регионот се вовлечени, сакајки или не сакајки, иако економските нивни капацитети се загрозени, но тука е и безбедноста во прашање. Значи, во некои сценарија се предвидува дека режимот треба да падне и да се обнови со некој друг, меѓутоа лекциите кои што ги имаме од минатото дека либералната демократија ќе донесе мир и дека ќе го направи помирен и Иран и регионот, не се оптимистични во овој дел. Се разбера, имаме многу негативни резултати и лекции од минатото. Дури и употреба и престои со децении во овој регион покажуваат дека немало резултати. Така е. Од друга страна, значи не се препознаваат сили кои што на пример може да изведат една таква демократска преобразба, која што прашање е дали самиот Иран ја посакува во мера во која што Западот ја посакува. Значи, и тук тие протести кои што ги гледавме на улиците на Техеран во изминатите месеци покажуваше дека има едно силно јадро кое што може да влијае на промени. Се разбира, меѓутоа под таква автократска рака тоа е тешко да се изведе ако нема помош од надвор. Да, затоа го спомнав елементот на идентитетот и нели влијанието на овој воен судир врз самиот идентитетски пулс во Иран, кој што, како што се тврди, нели, подвоена закана, се гледа да се регулира и да се државата да остане стабилна, а сето останато, кој на кого му е непријател, паѓа во втора димензија. Но во овој случај, значи, воените или вооружените сили кои што ги контролираат иранската власт, значи, тие се сепак сега се уште под контрола на власта, како и да ја именуваме, дали е политичка или е верска. Значи, тие сепак се под една таква контрола. Да, Башким Салмани, дали верувате дека може да дојде до промена на режимот? Иако падна Ајатолахот, падна и многу врвни врховни лидери
внатре кои што беа блиску до него, меѓутоа За да се и војската постави и гардата се уште под капа на за да се стави на таа структура. ред во фактичката состојба, тоа ќе трае долго и не верувам на тоа. Самите напади не им е целта да го сменат реално режимот, него само дел од тоа да биде минимализирано. Јас ги гледам во друг домен ризиците, никогаш не било во овој домен на ризиците, бидејќи на неколку фронта се отворени. Војна во Украина не е затворена. Не ги знаеме последиците. Гледаме сега не само во истокот, во сите земји се во доменот на ризикот, што може да делуваат уште полошо. Зашто никогаш не било 5-6 фронта да бидат отворени и во текот на 24 часа, значи се отворени неколку фронти. Мислам во Кувајт, во Дубај, во сите држави кои мислам дека тоа е последица на некоординирано на светот. Секогаш и кога имало војна порано, ево ако одиме во времето на бивша Југославија или другите, беа некој меѓународен концепт и меѓународен договор на кој начин да се поставуваат или се менаат режимите. Тука нема консултација. Мислим, ево, гледаме Европската Унија, надвор од сите комуникации, дали дипломатски, дали политички. Значи, ова е доменот што верувам дека ако се вика до 3 недели, самиот Нетањаhu рече најмалку 3 недели, подолго со години нема да трае. Значи, а што повеќе ќе трае, економијата, мислам, посебно на нашите земји и од другите земји, има да трпи многу, бидејќи и така пред еден корак назад. Во читањето на науката многу интересно е, вика, само 4 дена, ако државите не произведуваат оружје, 100 години може да го обезбедат раната на луѓето. Значи, фактички тука намерата и заштитата на цивилите, ние гледаме сега, може да бидеме до држава или режимот, ама гледаме дека жртвите се цивилите. И таа мера науката што вика да убиваш еден човек е кривично дело, да убиваш стотини или милиони останува статистика. Ова е за модерното друштво многу комплицирано и заради тоа мислам дека уште повеќе ќе биде комплицирано ако не успеват другите големи сили да делуваат или да чувствуваат, бидејќи изгледа дека САД и Русија имат одредено споразум или нешто друго дополнително, тоа многу тајно се изгледа. Од другата страна Кина и Турска исто така делуваат. Со тоа мислам дека многу е комплицирано, значи не се заштитува меѓународното право, туку сега државите се штитуваат меѓу себе и сакаат да го користат слабостите на овој денос, како они може да успеват и како да се позиционираат во глобалниот свет. Значи, и пак, ако глобалниот свет поделува така на овој начин, никогаш не може да биде демократијата успешна. Фактички е загрозена целата демократија на глобалниот свет и државите не водат сметка веќе за меѓународното право, туку водат сметка на кој начин они да бидат успешни во овој немир и во војна состојба. Георгиева, и Трамп вели ние можеме да војуваме бесконечно. Така. Утрово ја прочитавме таа изјава како некаква порака веројатно до иранците или до водачите таму дека Америка нема да ја пречи ова бомбардирање да трае 1 година, додека за Иран веројатно тоа не е баш податливо да продолжи во таа насока, бидејќи сепак е посиромашна држава, помала економија, помалку воени капацитети има, меѓутоа и тие велат ние сме способни да го издржиме ова колку што сакате. И сега во таа ситуација гледаме и пропагандни наративи од двете страни на најразличен можен начин. Веројатно и овие изјави се дел од пропагандата која што се случува, нели, заплашување и застрашување. Накај каде ќе оди ова? Накај контролирана војна или накај контролиран мир? Контролиран мир е далеку од видикот во овој момент. На контролирана војна може би да, меѓутоа контролирана војна додека се употребуваат овие воени капацитети во ограничено тактичко ниво, додека не почнат или не продолжат да се употребуваат, како што вели Трамп, ние ова е почеток, само можеме да употребиме и стратегиско и друго оружје. Значи,
контролирана војна е еден термин кој што многу треба да го сватиме предпазливо во овој момент. Тоа ќе значи контролирана војна со Иран или контролирана војна помеѓу Иран и Израел. И тука ја гледам всушност и поентата на тоа како треба да го гледаме овој конфликт. Затоа што предпоставувам во позадината на целата интервенција е да се намали можноста Иран да добие било каква превласт и предимство во регионалната безбедност наспроти Израел. Тоа е важно и за НАТО, тоа е важно и за Европа. Тоа е важно и за бидејќи Иран во голема дела го финансираше и руската војна. Мислам да бидеме и Хезболах и но тој фронт се отвори повторно и денес. Значи но тоа значи дека Израел ќе треба да биде способен да проектира моќ и да проектира менаџирање со регионалната безбедност самостојно или во соработка со Соединетите Американски држави или со кого друг. Сега не гледам таков партнер во овој момент. Денеска значи има и некои изјави дека и рускиот председател покажал некој став во однос на тоа како Иран ги спроведува овие активности, ако мене тоа не знам дали во која насока, во насока дека треба да ги намали да ја намали својата експлозивност и употреба на насилство во регионот. Значи Русија миротворец да, станува. Во таа смисла што јас тогаш се вратив нели на она што во Украина се случува, па оваа порака не знам дали да ја сватам и како оригинална порака или како нешто што медиумите само го вие спомнавте како шпекулација го даваат, затоа што како што спомена професорот, и Европска Унија, и Русија, и Кина, само на почетокот на оваа интервенција покажа некои размислувања и предупредувања дека не смее да се дојде до еден ваков воен судир. Но мислам дека и предупредувањето за употреба на или збогатувањето на ураниум, вие го спомнавте дали ќе се употреби, дали нема да се употреби, или Иран треба да се спречи да дојде до користење на збогатен ураниум. Меѓутоа, последните извештаи на Меѓународната атомска агенција покажува дека тој оди до 60%, што не мора да е и најточната нели бројка што сме ја добиле, до 60%, а потребни му се 90% прочистен ураниум за да може да оди на воено производство на ураниум. Но тука има и други компоненти. Тука е Северна Кореја, тука се Пакистан и Индија како регионални нуклеарни сили. Значи, прашањето со капацитетот за застрашување, не зборувам за употреба на нуклеарно оружје, туку за застрашување и одвраќање кој што овие држави го користат како политика за гаранции на својата безбедност, треба да му се одземе на Иран. Значи, не сакаат уште еден таков фактор во регионот и тоа е главната поента зошто овој конфликт или оваа интервенција може да трае се додека Иран не се согласи на тоа дека нивниот министер за надворешни работи изјавува дека нема да се откажат. На почетокот рековме дека не е била нужна воена интервенција. Ние видовме од друга страна дека или барем таков беше впечатокот на кој што се повикува американските представници, дека Иран само ги користи преговорите како алиби. Но двете страни истото го правеа, двете страни ги користеа преговорите. Да, и едната и другата. Но барањето беше Иран да се откаже од својата нуклеарна програма, а не САД да се откаже. Од нуклеарна програма за воено производство, а не за мирнодобна употреба. Досега може ли да му се верува на водството на Иран? Можело ли? Јас не можам тоа да го одговорам. Не можам да го одговорам. Меѓутоа, затоа има меѓународни институции кои што тоа треба да го контролираат. Ако се гледа историски Иран, се гледа дека тие не се баш така лесно може да се окупираат во фактичката состојба. Мене ми е друго, бидејќи сите, посебно и НАТО, многу неутрално седат во мирот или глобалниот мир. Значи, за тоа е причините, секоја држава и НАТО, ако седи мирен вака, вика ја нема да се мешам, нема да реагираме, тоа нешто не е во ред со глобалниот систем. Кои се причините? Доколку не е НАТО, да седи мирен во оваа состојба или дипломатски, или политички да реагират, затоа мислим дека многу интерна војна меѓу Израел и САД
и другите како да немаат подетална информација каде е целта на војната, зошто не се искористени сите дипломатски и политички средства за да не дојде до овој степен. Добро, може би се искористени, може би ние немаме Па доволно јавно информација. се гледа дека од една страна САД ги игнорираше Европската Унија. Дали од другата страна гледаме дека Кина не реагира. Од другата страна во фактичката состојба се снабдеваат Иран со ракети или со оружје. Затоа мислам дека одредени слабости на глобалниот систем и глобалниот свет, доколку не реагира НАТО, доколку не реагира умот на Европската Унија и на паметните луѓе, целото човечанство е во непријатна состојба. И сите ние денеска како бевме мирни психолошки вчера, денеска уште е покомплицирано и не знаеме ден по ден што може да произлегува. И затоа живееме на времето на теророт, бидејќи доколку чувствуваме страх, нестабилност и закани, сега секој може да биде жртва на одредени слабости. Затоа мислам дека жртвувањето на цивилите никој не зборува за тоа. А се знае дека хуманитарното меѓународно право прво ги штити цивилите, а потоа се постапува војната. Значи и правилата на војната, тука нема ни еден концепт на правилата како се прави војна. А од друга страна викавте Русија. Русија, ако е за мировни последици, она сама не ја прекинуваше војна. Ден денеска. Затоа викам, сега големите држави не се фер спрема себе си и не може ние да им веруваме на таквите големи сили. Затоа е проблематично. Никој не може да извести до кој начин или дали ќе произлегуваат од состојбата на хуманитарното право, бидејќи гледаме и он не постапуваат или немаат средства како и кој може да ја прекинува војната. Затоа ќе биде уште покомплицирано. Да видиме на поглед однадвор на ова ситуација. Саша Брухман е одбранбен или аналитичар за одбранбени стратегии во Меѓународниот институт за стратешки студии. Да ја погледнеме неговата изјава. So what we've seen in the last 72 hours is a surprise attack against the Iranian leadership. And you saw that the supreme leader was in a morning meeting together with his defense minister, the chief of the armed forces, the head of the IRGC, who were all killed in that strike. Subsequently, you saw the US-Israeli strikes hitting especially air defenses. And then the Navy, so the IRGC Navy in the ports of Bandar Abbas and Chabahar. And then more and more strikes against missile infrastructure. So that's command and control centers. But then it's also what the Iranians call the missile cities. Like these are underground missile bases where they store, partially produce, and prepare the weapons. So, and I think gradually we'll see, I think the Israelis have already started last night. We'll see a shift gradually, and with the other things in parallel happening, but like the proportionment of forces assigned towards degrading the Iranian law enforcement, the Basij, and the IRGC, so the suppression apparatus of the regime. But they're also trying to figure out where's the critical infrastructure, the oil and gas infrastructure, and where is it vulnerable, like which vectors, which angles, how low can the drones fly without being detected by radar, where can we slip through the defenses? And overall, we're seeing over 90% success rates for interceptions. But it's hard not to focus on a drone that slips through and targets an Aramco oil facility, especially if it's one that produces 500,000 barrels of oil per day. So I think that's the game that's currently being played. The Iranians are trying to figure out how to punish President Trump and imposing costs through the global economy, through oil prices and inflation that reflect inside the US, because they couldn't quite figure out how to crack the US bases and how to bring dead soldiers home. So they're trying it in a different way. I think the Iranians have this idea by punishing the GCC countries, they can actually break them out of the coalition. Now, I think it has the opposite effect of them closing ranks and getting closer to the United States. But nonetheless, the original design, I think, of the Iranian strikes was to impose costs to, and with the UAE, you look at this, what is it trying to do? In Dubai, it's trying a diversified economy. It's going away from oil and gas. That's the airport. That is the hotels. In Bahrain, too, Bahrain is a hub regionally with hotels and real estate being part of the economy. And that's what's being struck. Да, тоа беше господинот Брухман.
од Институтот за одбранбени и стратешки студии. Целта е да се намали силината на режимот и на главните режимски точки што го одржуваат тој автократски систем на владење. Од друга страна, стратегијата на Иран е да го казни светот, ако добро го сватив господинот професор, со тоа што ако не може да убива американски војници, ќе убива економијата на светот. Како гледате на овие две стратегии различни? Која може да победи или сите ќе бидат тука губитници помалку? Мислам дека светската јавност со мала доза на, или мала или поголема доза на критичност гледа кон возвратниот удар на Иран кон соседните држави. Особено затоа што тоа се држави кои доминантно со муслиманско население, кои што без разлика дали во минатото имале подобри или полоши односи како религиски различни шија или суни припадници, сепак се сметаат за еден интегрален регион на муслиманско население. Од тој аспект може би ќе има негативна перцепција во однос на тоа колку Иран се ангажира и како, според фактот дека во моментов не се таргетирани само воени капацитети или базите на Соединетите Американски држави, туку и други и градови, објекти, да речеме, и други објекти и таргетирани. градови кои што дури и наши и туристи и граѓани, односно и од регионот и од целиот свет останаа веќе неколку дена заробени во овие држави и изложени на тој вид на моќ и сила. Да, и тоа беа градови кои што се генерално отворени кон западната цивилизација на секој можен економски, социјален, културолошки аспект и така натаму. И тука беше пораката од Иран, претпоставувам. Да, меѓутоа таа стратегија да се погоди американскиот нерв во однос на враќањето или на жртви од аспект на тоа дека колатерална штета ќе му направат на големиот сатана, како што го нарекуваат, Иран ја нема го нема тој капацитет и сето она што беше стационирано во регионот е во неговиот домет на стратегиско дејствување, така што останува овој втор дел од таа, како ја рековте, стратегија за економско разрушување или недостаток или погодување на не само регионот, туку и другите сојузници. Тука и Кина, тука е и Европската унија, тука се и БРИКС државите, тука се и овие во Блискиот исток кои што ќе трпат сериозни економски последици. Тука е и Македонија, ако баш сакаме да видиме. Да, тука е и Македонија, се разбира. Добро, останете со мислата, одиме на куса пауза за реклами и се враќаме веднаш во студиото на Директно. Повторно во студиото на Директно. Господин Салмани, да го слушнавме и господинот Саша од Институтот за одбранбени политики. Сега меѓу тие две, да речеме, тези, како гледате вие? Ако се гледа во психологијата на конфликтот или на војната, самата психологија на САД беше дека нема да биде жртвован ни еден војник. Изгледа дека има над 5 или 10 моментално, колку знаеме. Од другата страна гледаме дека Иран има нападнати неколку земји. Значи, не е баш лесно како изгледат тие дека ќе биде успешно со Мадуро, значи тој не успеа. Значи, фактичката состојба нас не вика се диаметрално нешто спротивно од тоа што мисля дека САД ќе успее. Затоа мислам дека ќе се комплицираат уште повеќе работите, бидејќи Иран има посебна стратегија, гледај само на кој начин постапувал. Во почеток беше дека само ќе бидат нападнати труповите на НАТО и на Америка каде бидат во суземјината. А изгледаме од друга страна напаѓа аеродроми, напаѓаат цивилни, напаѓаат училиште и сега не избира. И тој домен мислам дека уште повеќе ќе се комплицираат и тоа одат све ништо. И така испадна дека не би било. Јас мислам дека ќе треба да реагираат сите меѓународни институции, да се собират, да се советуваат на кој начин и САД и Израел да доаѓат на своји места и кој им е целта на нив. Ако сакаат цел свет да го контролираат,
Они го контролираат економски, контролираат војна. Зошто им е потребно војна, тоа мене не ми е јасно. Еве, ако Економски во Венецуела, индустријски поентата само да ме чуете, ако поентата на интервенцијата беше контрола на нафтените постројки во Венецуела. Во Иран се вели дека идејата е друга. Контрола врз производството на атомско оружје. Меѓутоа се знае дека Иран е голем производител на нафта. Тука е Ормудскиот теснец, каде што проаѓа и гравитира целото количество на нафта од тој регион. И сега, од една страна, прилично успешна, да речеме, операција беше во Венецуела. Од друга страна, тука наеднаш имаме операција со едни не до крај јасни мотиви и не до крај јасни и изгледни позиции за во иднина. Што е едно со друго спротивставено. Ова мене ми говори дека или војната бргу ќе заврши на ниво на кое што е, или ќе трае уште долго додека Америка навистина не го кутне Иран на колена. Па ако додаваме уште гласините дека Израел ќе напаѓа и Турска, тогаш уште повеќе не ги гледаме ние реалните намери кај се. Затоа никој нема информации каде им е целта и која целта ќе се постигне. Значи, ниедна држава не е стабилна, изгледа дека сите земји, Иран беше, да речеме, дека може да биде закана за Израел, наспротивно се премесуваат и другите држави, никои немаат атомска бомба или де јуре докажано дека тие немат. Затоа мислим дека не верувам дека баш е целта само кај одредени слабости што може да ги одрекнуваат, доколку се гласините да се напаѓа турската, тука има друга намера кој никој не може моментално да го чита истото. Може би треба да се искоментира и фактот дека Иран во резервите на нафта е четврта држава во светот и најголемата трговија на Иран оди со Кина и да речам и во други области со Пакистан, со Индија. Доколку регионално ги гледаме целите на САД и на Израел, да, тие се тука да го намалат влијанието на Иран и да спречат употреба на односно развој на нуклеарните капацитети. Меѓутоа во поширок стратегиски контекст, ако тоа го гледаме, значи секако ја менува и стратегиската слика на Блискиот Исток и неговите ресурси во широчина, значи снабдувањето со газ и со нафта и кон Кина. Меѓутоа, од друга страна, денеска слушаме информации дека Русија тука позитивно реагира затоа што рускиот газ и нафта пак ќе добијат на отвореност и на цена. Да, овие ембаргото и санкциите кои што се кон незе спроведени, дека ќе треба да се размисли и да се преиспитаат. Да. Така што на стратегиско ниво сепак ова ќе остави последици, а еве денеска се јавува дека холандската берза на газ веќе најавува 30, а за утре, задутре можеби и над 100% зголемување на цената на газот. Од друга страна, зголемувањето на цената на нафтата, значи влегувањето во економска криза секогаш носи и други и нови безбедносни предизвици. Значи, безбедноста не може да се оствари без добра и стабилна економија. Добро, ова што значи дека Трамп ја погреши сметката некако? Па доколку целта или сепак мислат дека се посилни и ќе го победат во овој судир. Мислам условно речено. Мислам дека влезе во една голема неизвестност со оваа интервенција. Ама се согласувам со вашата констатација дека или ке можеби овој конфликт ќе трае долго, доколку се прошири и доколку се интензивира со вовлекување на други држави и со поголема сила, но од друга страна може и како што најави после 12-дневната интервенција во минатата година, заврши војната, до тука, од тука натаму нема војна. Што е малку политички проблематично, дека така се завршувале војните, без договор и без... Ако се додава дополнително и односите меѓу Европа и Русија, дека Европа е напнета и спремна за војна за една година, ќе биде сукобот меѓу Европа и Русија. Значи, одредени слабости кои во системите, секој има нешто што ние не знаеме во јавноста, која им е целта.
дали е економијата, дали нафтата, дали газот, или дали е тоа проблематично како да делуваат на територии. Ако се однесува на САД и на Израел, економските, индустријските, сите односи ги имат, мислам дека на најдобар начин. Кој им е целта, никој не знае. Така мислиме. Ако направиме... сукобите меѓу Европа и Русија, дали се тие природни или сака некој да ги наметнува, сите ризици се на најголем ниво. Затоа мислам дека сега ниена држава не е стабилна и да размислува мирно, бидејќи на секому му е на врат војната. Ево видевме Шпанија, не ги дозволува војните капацитети на Америка да бидат во низината територија, а исто така може да делуваат и другите земји. Па секоја војна е скапа. Скапа. Секоја војна е Добро, многу скапа. еве, например, ако направиме некоја паралела, руската агресија во Украина, која трае веќе влезе во 5-та година. И ако треба да направиме споредба со овој сегашен воен удар на Америка и на Израел врз Иран, не ми изгледа логично дека Америка ќе си дозволи вовлекување во многогодишен судир што ве исцрпува и економски, и финансиски, и на секој друг можен начин, особено имајќи го предвид стратешкото значење на Иран. Се биде што се случи на Русија во Украина. Таа за 4 години оствари минимален пробив, да речам, на украинска територија, а максимална загуба на своите економски перформанси и ресурси, бидејќи трошеше многу пари. Но тука се знае дека намерата на САД и во оваа војна губи Америка, ама од другата страна гледаме дека Израел има стратешки цели да се расшири на запад. Тука им е целта, она сака територии, не сака, освен што сака, зашто богатство има двете земји. Ама целта е територии и да бидат слаби држави кои она војнина сака да ги контролира и не сака надвор од тие земји да биде некоја друга земја како што беше Иран или во инина што е Турска. Значи го гледаме намерата е во територија и да биде слаби држави. Доколку биде слаби држави, тогаш да се очекува Израел дека ќе контролира територија како Иран. Дека вчера секако дека Израел беше намера и во Либан. Трупите на Израел се влезени во Либан. Значи, овие две основни постулати им е целта на Израел и сега моментално е вовлечена Америка и да го штити, а фактички не ги знае никој последиците колку може да бидат тие материјални, кризни или глобални безбедности, бидејќи доколку тие се потрошат на војни, може одеднаш да излага крина и другите земји кои може да истото постапува. Ова врска Израел-САД, таа се покажало и досега дека е нераскинлива, меѓутоа сега изгледа како испреплетување артериско на нивните политичко-финансиски интереси, или? Што мислите? Не, мислам дека Израел без поддршка на САД тешко може да ги реализира своите интереси во регионот на Блискиот Исток. И на два пати веќе се покажува дека со поддршка на САД со интервенцијата во Иран исклучиво, значи на тој начин може да го направи, ама активирањето на Хезболах вчера и активирањето на околу 120.000 резервисти од страна на Израел за справувањето со состојбите во Ливан покажува дека Израел овој пат, претпоставувам, и Нетањаху решил докрај да ги реализира своите интереси, а да ја искористи САД како поддршка на овие интереси. Значи не само политичка, туку и воена поддршка. Друго е прашањето дали има рационален... Вие ги гледате од вашиот коментар пред малку, заклучив дека вие очекувате рационален одговор во политиката и на САД и на Израел, но ние вака како што ги гледаме состојбите нема рационален одговор. Затоа и се прашуваме дали воопшто е осмислена излезна стратегија
од страна на САД. Можеби ја поставуваме на погрешна адреса, го поставуваме прашањето дека САД треба да го даде излезната стратегија. Можеби тоа Израел треба да го направи, а во моментов, значи Нетањаху со својата позиција и со регионалниот контекст, мислам дека без поддршка на САД тоа не може да го направи. Затоа е мојата задршка во однос на тоа дека овој конфликт може или интервенција да трае кусо, само единствено доколку се интензивира на тој начин иранскиот режим буквално да падне, да, тогаш можеби може да се зборува за некое излезно решение. Од друга страна, Трамп е председател, се разбира на САД, но тој е бизнисмен. И мислам дека благосостојбата на неговиот народ му е пред се, предпоставувам, пред се, како што и нели на секој председател треба да му е на својот народ. Него го очекуваат избори годинава во еден од домовите. За 2 години ќе дојдат и председателските избори. Со оваков тип на војување и ова како што покажуваат и берзите и во Америка и другите берзи, нема да доведе до збогатување на американците. Кога ќе речам бизнисмен и кога ќе речам тој секогаш прави однапред смислени потези што во неговата политичка хабитус ќе донесат некаков резултат или некаков ефект. Затоа велам, очекувам ова веројатно да заврши многу побрзо што сите се надеваат. Ние сите се надеваме така, ама ако се гледа од другата страна, до крајот на мандатот, мислам дека и внатре во САД ќе има проблеми, бидејќи без одобрување на Сенатот, значи тоа нелегална војна така се третира во Уставот на Америка. Ниеден председател до сега нема постапено во војна без одобрење на Сенатот и мислам дека дали ќе стигне до мандатот, не верувам дека ќе биде така мирно, бидејќи ова војна е еднострана и доколку една страна председателот да одлучува, ако се оди традицијата на Америка, и тука се отварат многу прашања, дали под влијание на Израел, дали под влијание на групи, одредени групи во светот, дали одредени групи на бизнисот, што викавте вие, од страна на менталитетот на председателот. Овие имат многу прашалници, што мислам на крај дека ипак ќе биде во виделина мирот да совладее и мислам дека ќе има и одредени реакции од внатре од САД. Да, има реакции од мага движењето дека 70% не сакаат, дека не се согласуваат во голема мера со ваквата политика и дека неговото избирачко тело е незадоволно од превземената акција, но и дел од изјавите кои што ги даваат пак представниците на САД и на Рубио, например, пак даваше многу воинствени изјави, игнорирајќи ги ваквите негативни перцепции што стојат во позадина на нивното гласачко тело. Нема многу време за да тоа се надмене ваквата состојба до изборите кои што ги споменавте во Сенатот или во Конгресот. И тука дали е пресметан ризик можеби дека и така ќе се изгуби дел од позицијата во Сенатот или Конгресот или пак се оди на другата варијанта дека ќе се добијат повеќе гласови во како резултат на ваквата политика. Тоа е веќе друга дилема. Да, денеска ги видовме председателката и генералниот секретар на НАТО Марк Руте, председателката Цилјановска-Давкова, во едни, да речам, прилично дипломатски охрабрувачки пораки дека НАТО е тука да го гарантира безбедноста на секоја своја членка, вклучително и на Македонија. Од друга страна, малку ја критикувавте, да речам, условно речено, улогата на НАТО во овој конфликт, бидејќи некако се држи настрана. Но како гледате еве на оваа посета и на овие пораки што тука се мислам дека и самиот Балкан не е од стабилна зона која не може да биде ризична зона. Кога гледаме дека Вучич бара да се нападнуваат во Косово, бонстилот тамо и има одредени, ево и денеска алермирање КФОР, значи не значи дека секоја земја во Балканот може да биде мирна и да не искористува вакви слабости. Од страна на НАТО денеска што е дојден и самата Македонија, замислете вие, да не беше во НАТО,
во која психолошка состава ќе бевме, а да бевме и Европската унија уште подобро ќе ни беше. Значи ова криза немаше да биде. Затоа мислам дека ако се оди да се анализира ризикот во Балканот, мислам дека историјата не научи да не паѓаме во ваквите влијанија на војни и кризи, бидејќи ние ги поминовме и уште не можеме да се прометуваме од тие економски кризи што беа до сега и се види дека национализмот беше страх кој доведува во сиромаштија и криза. Исто така мислам дека и Македонија треба да направи чекор да се оди кон Европската унија, бидејќи безбедноста на Македонија е во НАТО и во Европската унија. Секое друго влијание ние сами го ризикуваме суверенитетот. Ние гледаме дека во Македонија моментално има одредени служби кои не ја сакат мирот во Македонија, ама ако се оди од другата страна самата политика која ги напаѓаат во одредени слабости што ги имаме, може да се користат меѓуетничките односи или другите постапки, ја мислам дека имаме добра лекција и мислам дека мудро ќе постапиме. Исто така таа е пораката и на НАТО. Да, добро. Дима, ние сме определени во тој сегмент, дури ги видовме и пораките на нашите министерот за надворешни работи и така натаму премиерот, значи тоа беа пораки на поддршка, се разбира, кон стратешкиот партнер пред се. Да, така може да ги читаме и така треба да ги прифатиме, иако од меѓународно правен аспект можеме и други дебати да имаме. Но јас би се надоврзала на тоа колку ни гарантираат безбедност и каква безбедност ни гарантираат и НАТО и Европската унија, со тоа што НАТО дефинитивно доколку сега молчи затоа што не сме да излезе од неговата операционална зона на член 5, каде што само ги штити државните граници или треба ги штити државните граници на своите членки, а не пошироко. Тоа еднаш тоа го направи во Босна и Херцеговина и тоа беше еден преседан. Но друг факт е дека НАТО мора да се менува. Сега веќе се зборува за НАТО 3, значи еден НАТО во студената војна, втор НАТО во периодот од 91 година до сега и трет НАТО од сега па понатаму. Значи НАТО мора да ја најде, доколку сака да го преживее овој меѓународен систем и промени во него, мора да ги најде своите цели и се согласувам дека тоа треба да биде мирот и безбедноста на државите, меѓутоа не со милитаризација и она што сега се заговара, па дури и Европската унија е во ризик од еден таков процес. Значи, со милитаризација и со купување или производство на се поголем број на оружје да се одврати евентуална закана и да се гарантира стабилноста. Тоа не враќа во периодот на студената војна. Затоа дипломатијата треба да работи, затоа и Европската унија треба да се преиспита како незините политики и како незината надворешна и безбедносна политика влијаат и врз другите и колку бара од државите членки. Ние рековме дека сме 100% согласени со ставовите на Европската унија за незината надворешна политика, ама тоа ме води кон една друга констатација дека треба крајно време да размислиме на кој начин нашата сигурност ќе ја градиме, очекувајќи дека тоа ќе биде во соработка со Европска унија или со НАТО, но со сопствен капацитет, не во смисол на вооружување, туку во смисол на зајакнување на општествената, социјалната и економската моќ на државата и незината отпорност кон ваква дестабилизација која што ќе произлезе од недостатоци на ресурси или од други недостатоци. Согласуваме, професорка, ама мора ние да направиме и детална анализа, да видиме нашата држава од кои причини не успеаваше во Европската унија. Се знае дека по независност од другите држави, Македонија беше споредена еден корак со економијата со Словенија. Значи, мора ние да анализираме за да не пропаѓаме на одредени слабости на големите сили, за да ние се уназадиме, бидејќи сите земји на Балканот напредуваат, само Македонија има задолжување, има економска криза и нема веќе простор за да ние уште повеќе сега ги чуваме тие чувства дека не сме допирливи. Затоа мислам дека еден корак назад сме за да бидеме поуспешни и мора да се бориме ние јавниот долг да го намалиме.
на тите 10 Ви години. благодарам. Благодарам и на вас. Ви благодарам. Да, мислам ова е веќе и Да. друг дел од соседи. дебатата, во меѓувреме неколку наслови кои што можеме да ги прочитаме. Трамп ви интервју, Иран веќе нема воздухопловни сили, морнарица или раководство и доцна е за разговори. Па има следен наслов каде што вели подготвен сум да соработувам со новата иранска влада по војната. И Рубио вели ќе продолжат нападите многу пожестоко во наредните денови. Одлично. Гледачите нека извадат заклучок. Ви благодарам што бевте денеска Благодарам вас. гости на Директно, почитувани гледачи. Тука е крајот на денешната емисија. Останете со вестите на Телма.